Продолжуваме со приказната за село Уминдол, кое се наоѓа некаде на половина пат помеѓу Скопје и Куманово, а се издвојува од другите села според плански направените улици и рамничарскиот предел. Ова село припаѓа на Кумановската општина и е лоцирано на околу 10 км југозападно од Куманово. Според некои неофицијални статистички податоци, во Уминдол денес живеат околу 500 жители во приближно 140 домаќинства. Жителите се занимаваат претежно со земјоделство, но има и голем број луѓе што работат во двата најблиски града Куманово и Скопје. Уминдол своето име го добил по земјата Ума, која можела да се најде во доловите кои биле во непосредна близина. Оваа земја била специфична по тоа што можела да се користи за перење алишта. До денеска ова село немало црква, но по иницијатива на селаните црквата Свети Никола беше осветена на 21 септември. Првото четворогодишно училиште во Уминдол било отворено во 1924 година, а прв учител бил Стево Армбалија. Наставата се одржувала во приватни куќи и тоа во домаќинства на Велјко Дутиновиќ и Милан Будисављевиќ. Изградбата на училишната зграда започнала 1927 година, кога за учител дошол Драготин Мартиновиќ по потекло од Црнагора. Тоа останал се до 1941 година, кога бил протеран од бугарските окупатори. Училиштето било завршено и осветено во 1929 година и за време на бугарската окупација се продолжило со образовната дејност со тоа што учителите биле доведувани од Бугарија. Од 1946 година наставата се изведува на српски јазик. Во наредните неколку години се зголемува бројот на ученици, а од 1961 година до тогашното четворогодишно училиште станува 8-годишно. Оваа место од секогаш било познато како спортски расадник. Доста успешни спортисти тука ги почнувале своите први спортски чекори, било да е тоа во одбојка или ракомет. Голем дел од нив се занимавале и професионално со спорт, особено со фудбал, меѓу кои најпознати се поранишниот репрезентативец на Македонија во фудбал Саша Ќирич и Живко Спасиќ, кој има настапувано за фудбалскиот клуб Куманово во тогашната втора југословенска лига. Фудбалот е најзастапен спорт и според некои кажувања фудбал во Уминдол почнал да се игра уште во 50-тите години на минатиот век. Фудбалскиот клуб Слога е моментално единствената спортска екипа што функционира и се надпреварува во општинската лига.
Исто така постои екипа во мал фудбал која учествува на локалните турнири. Фудбалскиот клуб Слога потекнува после ратото од 45-та година. Па се до навака еве јас како има 20 години почнав да сум преселен на фудбалски клуб Слога, тука и брат ми играше, Чирче Сашо, и он ни помага со опрема со ова, а за судии се наваѓаме како знаеме и умееме. Какви успеси бележало? Па успеси тука да ги задржиме само младите, а некој поголем успех немам. Немаме тука да се дружиме, тоа е се. А порано? Порано имаше. И татко ми едно време играше и тој беше голман на ФК Слога и имаше некои успеси, али со Силес Кратово игравме таму. Така. А гледаме дека сега запуштено, кој го одржува? Па запуштено нема никој сачки, нема никој. И затоа. А секоја година тука се одржува турнир? Да, меморијалниот турнир за еден наш фудбалер што погина и одржуваме сега 15 години. А на кој датум обично? Па така 15-20 јули. И така има од Куманово, од Скопје, од така. Еве знаеме дека тука држите продавница во селото, во самото Да. село. А како се снаоѓате? Дали има заработка тука или? Па тешко е да ти кажам, ова е бесправица голема, али се снаваѓаме некако. Гураме, али е тешко. Низ прошетката во ова интересно село имавме можност да уживаме во прекрасните пејсажи, но и да слушнеме на вистина неверојатни приказни за судбините на луѓето. Голем впечаток ни остави љубовната приказна помеѓу баба Зорка и дедо Мирко, двајца пензионери кои по 40 години судбината повторно решила да ги спои. И покрај тоа што во младоста биле разделени, сега тие се повторно заедно и решиле староста да ја поминат правејќи си друштво еден на друг, а за тоа велат ја имаат поддршката од своите семејства.
почнеме со вашата љубовна приказна. Како започна таа? Па како да ти кажем, такој. На игранку смо се нашле доле у Хотел Парк на автобуско тамо. Тамо смо се нашле и ја ga гледам njega и он мене и после толку години знаеш како изгледа и он више у години и ја. Али па Игравораc. играше убаво он и као беќар, а и после си играл. А малци и кршкач е бил, право да ви кажам. Ај, Нема Нема везе, морам тако ќе, па како што е било. Али водили сме се онако љубов као у старинско време, а не како на дanašnjicu. У играње, на собор да ме почасти бомбончиња, нешто такој. А не као данаске, знаеш. Данаске е друго, па тој време постаро е било друго. А многу убаво е тој време било него данаске. И после смо се разделиле. Он се отиде у војску, ја девојче до Брашане, не може да иду тамо да се најдемо, па да се видимо. После дојде по работу, почна да се иде у Скопје, ишал е. И па не може да се сретнемо. И ја се одаду и он се ожени с друго. Али ете, па после толке години, па дојде време, па да се сретнемо и да се па засакамо. Као што е било порано. И такој. И фино живимо. Имамо едно разбирање меѓу нас и меѓу деца, што е најбитно меѓу деца. Деца ништо не прави проблеми, прифатише ga. Унуку имам исто, Ивана сак е завршила средњу школу. Унука имам на факултет, завршuje правни факултет 5 години, сак ќе магистира. И тако и они да са ga прифатиле деца. И ќерка, зет, син, снашка, свите са ga прифатили. А исто и негови мене. Викаме сна njegova, на гости сам ишла, у куќу се уселила. Обавезно да дојдеш етка Зоро на гости. Сакам да си направам обед с тебе, као с мајко, вика, онако, ме поштуе. Исто син му Зоран се вика и она, и он. Увек ќе се сврати овдека. Ја отиду тамо, убаво ме пречека, људи, направимо си му обед, убаво. Не е важно едење и пиење, важно е да те причека човек онако со среќ. А за едење не е битно и не е важно. Али онако поштуемо се. И децата, бабо, толку било. И мој, и njega, дедо Мирко. Ишла е у Турску, на играрно иде и му е купила шишир. што га носи? И лулу и шишир му е купила од туда. На дедо Сега Мирко. едно и прашање така. за вас, дедо Мирко. По колку време се сретнавте и каде, на кое место? Прво е било на Кршче Клечевско, 57 година. Она е била слабачка девојканка. Од нешто како дали имала 40 кила. А мајка во е па од моје село. И сме се упознале. Али тоа е било кратко време, знаеш, Жугинце, до Брашане. Тоа е било далеко, не сме се стално видувале. И на игранку, што кажа она, ја не знам да играм ич. И она прашала, кој е овој човек што игра? Што се фрља тој многу. И реднале во Другинце. А она има па ујка во Другинце. И мислела, брат во е, да од ујка во син. Пошто токо ишле заедно, се сталјале. И кој е овој Мирко? И доаѓа до мене да се вади да игра, ја не го пушти. Како што е било, што вика она. Njemu upadne teško, po drugi put dođe pa ja go puštu. A ona me drži za ruku i ne me pušta, znaš, kad završi kolo i vika na mene, gospodine, ti odek si be? Ja ikam od Drugince. A vikam, a ti? Vika, ja od Drugince. Викам, чеве, какво? Викам, ја деца ги знам од Другинце сви, njim да не го познавам. Рекна, води вам, на кога си ти? На Сибинку. Знам го мајку, Бог да го прости. И викам, чекай бе, ти какво си кажеш? Зора, ај... Ти си ретна моја. Еве, од денес е празник. Дај ми една број телефон. И се така го познавamo и после дојде ја овдека, никој нема, деца се сега на странство, у Којадарца тамо, керка тамо. И одека живее 7 години 8, како у своју куќу.
Не ми препраља она мене, ни ја њума. Ни возимам њоње паре, ни она мене. А поради што сте се разделили? Јас се отиде у војску, она се одаде да побрза. И дојде у Уминдол дека. И ја продолжила живот тој. А моја жена е покојна, била од Суора. И она умира ми 97 годину. После 2007 или 2008 година се се упознаваме и се земаме па. После толку. Да. Али ја иду си у мој куќи, имам 200 квадрата куќу у Куманово. Имам сина, снашку, ќерку. И некој, први фатиши го се каже она, њума. Него отоѓуе, да рече, него доведуј тој, ми го неќем, па која ја вај, па не е мајка. Не, тој проблеми нема. А и њони деца исто. А како сте прифатени од селото, од Уминдол? Нека каже овој пријател, никој до сега ништо не ми е кажаја, тој стоиш потам, појди или ти си притошљак или... Не смее да му каже. Фино, ете, сабале видели пред продавницу, пију си пиво, сви сме направиме обед. Никој ништо не ме малтретира, да речем, кој туѓинат за сам. Значи не сте осудени од страна на селото Не, да ми некој љубомори, да некој да би вика ти си дошол овдека, ти си овој, ти си овој, не. Баба Зурка со препорака до младите да се хранат здраво и младите домаќинки сами да си ја подготвуваат храната, бидејќи како што вели нема ништо поубаво и повкусно од домашна храна. Гледаме дека се храните здраво. Што би препорачале до младите? Ја би препорачала до млади. Најдобра е храна домашна, што си ga произведеш и тазе да ga спремаш. И со своји руки да ga спремаш. Тоа е најсладко. Знаеш што си спремала. Домашно. Знам што сам спремала сега. Не ga купуju, тоа е чисто природно све. Јабуке не са прскане. Овој убаво е направено с домашно све и слободно може да седнете и да једете. Во Уминдол го запознавме и 65 годишниот пензионер Часлав Груевски, родом од ова кумановско село. Тој веќе 5 години е пензионер, повратник од Германија, а со својата сопруга живее во новоизградената двокатна куќа во Уминдол. Вели дека му е најубаво дома, иако неговите деца останале да живеат во Германија. За него најголемата среќа е да се биде во своето родно место, а тоа е било присудно да се врати дома. Во Германија се занимавал со браварство, а и сега останал доследен на својата професија.
природниот крај. Тоа е најважно. Тоа е, кажам, вака отворено и се. Јас сте живеел, како некој куче го вржиш. За Германија. И си сакам родното место. Се во нашето село, едно многу лошо, што нема тој канализација, водовод, немаме. Тие работи не може. А зашто е убаво тука да се живее? Воздухот се чисто ние се. Имаш друштво, комши имаш, има се. Тамо немаш никог. Со швагрбаш, комшија немаш. Само може да го гледаш. Само една работа, доброто утро, навреш, отиде, готов си. По кафаниша, там одиме, спацираме. Нема со кого да живееш. Тука сме сите заедно. Ние сме мезници, тука, староселци. Одавна сме тука, одавна населени, тука сме родени. Со што се занимавате во овие пензионерски денови? Јас секога се работам, бравски работа. Секогаш ја работа. Кај се сам правам, ником ништо. И за авто зржи приколка си направи, се си направи сам и регистрирави бројеви, се направи. Часлав во својот дом живее заедно со својата сопруга Невена, а деновите им поминуваат во градината во која ги одгледуваат скоро сите растенија. Сопругата Невена вели дека во Уминдо се вратиле да најдат мир и да уживаат во пензионерските денови, а нивните деца останале уште да печелат бидејќи таму веќе имаат сигурна работа. Тие се вратиле во родното место бидејќи тука им е најубаво, иако во селото се соочуваат со проблемот на водоводната канализација. Натера не зашто родни крај е наш туја, стари со живеале туја, од овдек смо потекло, прави македонци, али нема везе и друг да е нас, као што се тиче, дали србен или македонац, наше е место, родно место, родни крај. По тој ми вратимо се туја, деца се повлечоше таму у Германiju, они останаше таму, али ми дојдомо. Па како ви поминува еден работен ден обичен? Па како на сваку жену која hoće да работи, она ќе си помине супер. До еден крај едно завршило, оно друго стигнало работа, малце до башчу. Одгледуемо малце лук насадено, црни лук што викав, бели лук, нешто пиперки, патлиџани. Вакви и слични приказни имаат уште многу македонски гастарбајтери кои мирните пензионерски денови ги поминуваат дома, во топлата и сончева Македонија. Вела дека имаат две татковини, Македонија во која се родени и Германија во која ја поминале младоста и зрелоста, која им овозможила работа и пристоен живот, а сега и пензија. Но сепак, како што велат, најубаво им е во Македонија, зашто само дома си е дома, покрај родното огниште со семејството.
Во нашата целодневна прошетка имавме прилика да забележиме дека секое село носи своја приказна. Уминдол секако покажа дека е село кое е посебно на свој начин, а изобилува со природна убавина и љубезни луѓе. А иако за момент убаво е да го почувствуваш тој мир и спокој кој го нуди селскиот амбиент.